Благодарам, заменик председателе. Почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Сите сме и повеќе од свесни за фактот дека Македонија заслужува попис во кој сите ќе веруваме. Тоа значи дека секоја одговорна политика мора да знае со какво население располага, а тоа пак значи дека е неопходно квалитетно спроведување на долго очекуваниот попис, пред се заради долгорочните стратегии, почнувајќи од економските политики па се останато. Но не сум сигурна колку власта е свесна дека мора да ги отстраниме сите дилеми и конечно да спроведиме валиден и веродостоен процес за попис на населението. Како и во се останато, така и во дискусиите за пописот, комплетно игнорантскиот однос од страна на власта одново и одново се испоставува како најголем проблем во оваа држава. Одбивањето на широка дебата и одбивањето на сите суштински амандмани поднесени од наша страна е само уште една потврда повеќе за фактот дека власта дефинитивно нема капацитет за одговорни политики. Затоа што да бевте власт која навистина води сметка за се што се случува, најпрвин, како што се зацкривате зад пандемијата секогаш кога имаме неповолни резултати, така и при размислувањето за спроведување на пописната постапка, ќе ја земевте во предвид неповолната епидемиолошка ситуација, која реално може да ја загрози теренската реализација на пописот. Со неприфаќањето на амандманот за одложување на пописот, вие ги фрлате во оган сите непосредни учесници во пописот. Попишувачите, членовите на пописните комисии, обучувачите, луѓето кои треба да се обучуваат, односно сите граѓани. Само вие си знаете зошто при донесувањето на одлуката за спроведување на пописот не се разгледани информациите за плановите на другите земји кои применуваат ист метод на попишување. Ставот на Евростат е дека пандемијата има директно влијание врз производството на европските статистики и станува се појасно дека многу држави се соочуваат со потешкоти во спроведувањето на пописот. Годината што му претходи на теренското спроведување на пописот е клучна за планирање и тестирање на ефикасноста на системите и процесите, што не е можно да се реализира после ограничувањата предизвикани од пандемијата и од таа причина Германија, Ирска, Шкотска, како и ред други држави го одложија пописот, додека пак останатите разгледуваат различни сценарија, ги прилагодуваат плановите и развиваат дополнителни стратегии за спроведување на пописот. Одложувањето на пописот е препорака и на Одделението за статистика на Обединетите нации, кои во контекст на негативното влијание на актуелната пандемија, во септември 2020 година издадоа сет препораки во кои, како најразумно решение, се предлага одложување на пописот во државите кои ги интензивираа подготвителните активности. Пред се, од оваа сериозна работа требаше да се исклучат сите можни политиканства и реторики кои водат кон уште поголем раскол. Едноставно требаше да тргнете од тоа дека за Македонија пописот е многу значаен, затоа што меѓу другото треба да пружи поблиски сознанија за општествено-економските процеси и последиците од демографските трендови во периодот од последниот попис до денес. Со вака предложен закон за попис пред јавноста се отвараат бројни дилеми, меѓу кои вкупниот број на жители е само едно од многуте спорни прашања. Сега, не сакајки да ги повторувам тезите од моите колеги со кои апсолутно се согласувам затоа што се издржани, а веќе и го говорев тоа на комисиската расправа, ќе се обидам преку еден пример во туризмот да дадам една слика за случувањата, преку која полесно ќе ја доловам поентата. Значи, иако во следните неколку минути ќе говорам за туризмот, македонската јавност може да си направи слика и представа така што она што ќе го говорам да го поврзе со било која друга гранка. Приказната, односно реалноста, да речам, оди вака. Свесен дека туризмот бил како колонијална економија, добар за да се закрпи некоја дупка, но не и врз негова основа да се заснова сериозна национална економија,
На почетокот од 1990 година Майкл Довер, директор на Националниот парк Пик Дистрикт во Англија, одржал одлично предавање и според неговите зборови, Черчил за време на војната ги повикал луѓето кои не биле поврзани со воените делувања, меѓу кои бил и неговиот татко Џон Довер, за да осмислат проекти кои ќе помогнат за економско опоравување на земјата, но и за да ги залечат воените трауми. Така, Џон Довер составил извештај за начинот на кој можат да функционираат националните паркови во Англија и Велс. Овој извештај подоцна станал еден од основните документи за повоената обнова и развој. Зошто го наведувам ова? Затоа што сме во речиси идентична ситуација. Ограничено движење, пропусници, вакцини и кој знае уште што се не очекува до крајот на пандемијата. Бидејќи туризмот како стопанска гранка на оваа земја е сериозно раздрман, може би токму сега е време да се преиспитаат патиштата кон иднината. Гледаме дека во овие тешки времиња земјите се затвараат. Може би дојде време некако поинаку да се валоризира земјата и работата на земјата, пред се поврзана со производството на храна. Да се преиспита доминантноста на туризмот во националната економија, бидејќи сега гледаме колку е кревок, и на крајот да се обидеме да ги трасираме насоките на идниот развој, кои сигурно уште долго ќе бидат оптеретени со финансиски тешкотии, но и со психози и трауми поврзани со оваа пандемија. Може би толкому резултатите од пописот, доколку го спроведеме како што треба, ќе ни дадат одговор дека сега е времето да се осмисли ресетирање на системот, за во средиштето да се врати човекот, граѓанинот на оваа наша најубава Македонија, нашиот производител, келнер, ѕидар, бравар, од кои многумина останаа без работа. Сега е време да се осмислат механизми кои ќе ја зауздаат алчноста на поединци и да се направат обиди за создавање на поволни услови за луѓето да можат да заработуваат за живот, работејќи на својата земја, во својата работилница, дуќан, ресторан. Затоа што многумина од нив во овие тешки денови прават се за на полиците во дуќаните да има доволно храна, немоќните да добијат топол оброк и слично. Тие се нашите херои, но и другите кои ни одржуваат надежта во подобро утре во времето после пандемијата. Сега е вистинското време. Сега, кога гледаме колку сме всушност кревки и слабички, токму со пописот е време да се стават главите на купче и да се свртиме кон сопствените вредности, да ги преброиме сите своји вредности, својата земја и економска традиција, да ја сватиме како вредност и просперитетот на нацијата да го обезбедиме со производство, а туризмот да го развиваме за да го подобриме животниот стандард. Туризмот го наведов само како пример, а приказната слободно можете да ја поврзете со сите останати дејности, додека извештајот што го наведов, а што го составил Џон Довер, го сваќам како она што треба да го добиеме со пописот, ако пописот го сватиме како патокас за иднината. Но ние добиваме нешто сосема спротивно, затоа што целта на власта не е попишување на реалната состојба, туку задоволување на политички цели. Треба да имаме попис, но попис по европски стандарди, на кои сите ќе дадеме поддршка. Да не должам многу, гледам дека времето ми истекува, ги наведов сите недоумици во претходните мои реплики и дискусии, и наведов зошто кај нас огромен е просторот за сомнеш од злоупотреби и малверзации. За крај, почитувани колеги од власта, пред предлог законов што сте го направиле по ваша мерка да оди на гласање, ќе ве запрашам, верувате ли во регуларноста на пописот и ќе можете ли врз основа на добиените податоци при олку многу сомнежи и дилеми да креирате кредибилни политики? Ви благодарам.